Една охридска староградска песна вели: Бог да бие Русе твојта мајка Ангелина. Тоа е песна која што датира од втората половина на 19 век, а е посветена на убавата охридска мома Русе. Што понатака се случило со во животот на Русе, малку мина од нас знаат. Но за тоа се погрижила госпоѓа Божана Атанасова, кога ја напишала книгата Митуш, во која што ја опишала животната сторија на Русе и Димитри Атанасови. Покажување на незиниот свекор Александар, втор син на Русе и Димитри Атанасови, ја донесува животната сторија за овие два млади човечки животи кои што, тргнувајќи од Охрид, работејќи во Романија, повторно да завршат на крајот од својот живот во убавиот Охрид. Ве поканувам да ја проследите сторијата за Русе и Димитри Атанасови. Во втората половина од 19 век, во патриархалната охридска средина, настанала песната Бог да бие Русе, твојта мајка Ангелина, во која е опеана една младешка невозвратена љубов. Соништата и желбите за искрена љубов на младите во тоа време не се разликувале многу од денешните очекувања на младите луѓе. Во убавата мома Рисавџија, која нагалено ја викале Русе, биле влюбени многу охридски момчиња. Меѓу нив биле Ѓорџе, Ѓорѓи Филев и Наум Банџов. Животот секогаш подготвува неочекувани изненадувања и судбината вплеткува прсти. Во искушение доаѓаат многу срца, исполнети со љубов, занес и исчекување. Животната судбина сакала животен сопатник на Русе да не бидат ни Ѓорџе, ни Науме, туку Димитри Атанасов Митуш. Ruse
Савгија, на Галено ја викале Русе. Била керка единица на Ангеле и Ангелина. Се родила на брегот на Охридското езеро во Трпеица. Твојта мајка Русе, Анđелина. И Савгија била по потекло, значи преку таткој од согласно ево сега книгата која ја напиша господјата Божана Атанасова, која во стварно се сна од внукот, од синот на Димитри Митуш Атанасов. Во стварност по мајчина страна, према песмата Ангелина, во стварност се од Пештани по потекло Ангелина, меѓутоа мажена во Трпеица. Значи таткото Ангеле бил трпејчанец, сиромав рибар, кој кога дошол на години, такви години во кои требало да се ожени, се заљубил во Ангелина, која била пештанка, меѓутоа тој често пати со кајчето одел тамо и обавувал и други работи. Значи тогаш луѓето се занимавале, самото рибарство не било доволно за да живеат нормален живот, туку се занимавале со земјоделие, со сточарство, така да тие луѓе, тие соседни села биле блиски тука, така да тој се заљубил во незе и се оженил со Ангелина од Пештани. Така да после тие имале проблем по сеќавање и по раскажувањето на Александар, синот на Русе, Александар Атанасов Митуш. Имале прво проблем, меѓутоа после некој време, знаете тогаш во тоа време, преко некоја турчинка во Охрид дошле, па жената останала, како што се вели во книгата, тешка, односно бремена, и се родила Русе. Во стварност Русе била сама, немала браќа, сестри, него само незе имале Ангеле и Ангелина од Трпеица. Во тие немирни времиња турците во селата многу често вршеле насилство. Многу убави моми завршувале во беговските сараи, а момчињата станувале јаничари. За да ја заштитат својата единица, родителите ја испраќаат Русе во Охрид, кај тетка и на Сараиште, омажена во фамилијата Бабачевци. И како што растело девојчето, како што претходно кажав, бидејќи биле такви приликите, девојките, посебно тие убавите девојки кои доаѓале во некоја возраст, во која цутела таа нивна убавина, биле многу, постоја голема опасност дека може да бидат грабнати од некој турчин, од некој бек, кои едноставно не се плашеле од ништо, бидејќи немало толку контрола од страна на централната власт. Тие сметале дека е добро да ја пуштат во Охрид, за да немат опасност да ја грабнат, бидејќи била многу убава и во тоа време и во селото многу се интересирале за нејзе, меѓутоа сметале дека е добро заради нејзината безбедност да ја пуштат во Охрид, така да дошла таа во Охрид во кај тетка некоја во фамилијата Бабачевци. Русе не само што била убава девојка, туку имала и цврст карактер. Сонувала со отворени очи и знаела што сака во животот. Покажувањето на незиниот син, значи книгата е напишана врз основа на веродостојни искажувања на незиниот син Александар Атанасов, кој сите го викале Митуш и целата фамилија по, значи, татко му негов Митуш. Таа била малце своеглава, многу одлучна и едноставно, како што произлегуват и од песната, едноставно знаела што сака и не можела да се одлучи без разлика што имала многу кандидати за кои ја сакале да ја побараат, доаѓале стројници, сите ги одбивала, затоа што едноставно чекала некој принц на бел коњ, имала некој представа за некој човек, кој нормално, како сите девојки, сака да бидат ем убави, ем да се и богати. Седела покрај езерските води на мошчето кај Бабачевци и ја очекувала љубовта на својот живот. За жал,
во случајот на Русе, тој што бил убав, не бил многу богат. А тој што бил богат, пак од друга страна бил малку исмејан во средината, бил богат, убаво се облекувал со шесири, како што господјата авторка Божана Атанасова го опишуваат, наместо бастум одел со чадор и така малце чала ми продавал, заради тоа што неговата фамилија била богата и сметал дека пуштал често стројници кај незе, меѓутоа таа ги одбивала. Во Русе биле влюбени многу момчиња. Меѓу нив биле убавиот Ѓорѓе и богатиот Науме. Ѓорѓи Филев, Ѓорѓе, викан на прекар во Охрид, бил од сиромашна фамилија, седел во намазија, знаеме сега дека тој простор е натаму према Билјанини извори, една позната охридска населба, односно мала, и често пати доаѓал со кајчето наваму по езерото, оде и до Сараиште, за да ја види Русе, бидејќи Русе во тоа време била прочуена убавица, девојка која не се одлучувала, значи таа и претходно одбивала и други кандидати за свршување и за женење, и меѓутоа бил сиромав. А Науме Банџо бил од богата фамилија, човек кој во стварност имал пари, меѓутоа во самиот град бил малце исмејан, значи облечен во убави широки костуми, едноставно таа не се допаѓал на Русе, така да Русе сакала некој убав како Ѓорѓе Филев, меѓутоа богат како Науме Банџо. Меѓутоа, знаете, во животот како е, едноставно таа желба не и се оствари и таа ги одбивала од страната на Науме Банџо била повеќе пати, значи со стројници барана, меѓутоа таа одбивала, не сакала да се мажит. А овој што е сакал, во стварност Ѓорѓе Филев едноставно не го сакала затоа што бил многу сиромав и едноставно сметала дека со него ќе немат некоја перспектива поубава, едноставно утре заутре ќе дојдели на свет дечиња, така да не се одлучувала за... А инаку физички, како што и по песната се прикажува, тој се допаѓа. Невозрадената љубов на Русе кон младите момчиња била причина непознат песнопеец да ја испее песната "Бог да бие Русе, твојата мајка Ангелина". Бидејќи веќе во Охрид почна да се зборува дека сите други другарки на незина возраст, таа дошла до возраст, да речеме 18-19 години, во која возраст, во тоа време сите девојки, незини врснички веќе биле свршени, веќе некои имале дечиња, значи имале своји семејства. А во градот веќе, како што градот не бил голем Охрид, на тоа време посебно сите се познавале, почна да кружи приказната, посебно во овој дел тука на Сараиште, односно на стариот дел на градов, дека во самата песна се кажува дека Ангелина не ја давала во стварност покажувањето на синот на Русе, таа не се одлучувала затоа што едноставно едниот бил богат, меѓутоа не се допаѓал, а другиот бил многу сиромав и затоа не се одлучувала за него. И охриѓани како охриѓани, некој песнопоец седнал и ја направил песмата дека во стварност незината мајка Ангелина, која знаеле бидејќи често доаѓала таа кај својата братучетка во семејството Бабачевци, едноставно дека таа не ја дава, знаете песмата "Бог да бие Русе, твојата мајка Ангелина", што не те дада за Ѓорѓета од Филевци. Значи, песнопоецот навиват за убавиот Ѓорѓе Филев, меѓутоа кој бил сиромав. А од друга страна и овде и во книгата се кажува дека Науме Банџо се фалел дека имат најголем чун, дека ќе шетат по езерото. Меѓутоа, од друга страна, таа никако не се решавала за него, затоа што служел за подсмев
едноставно во средината не бил прифатен без разлика на неговите пари, не бил кандидат кој таа сметала дека ја одговара. Кон крајот на 19. век, во 1898 година, Русе наполнила 19 години. Била неомажена, а песната ја растажувала. Многу е било тешко што се излегла песма, мислам тоа е и нормално дека веќе во Охрид почнала песмата да се пее и дури како што ќе видиме од книгата, дури и пошироко се слушнало, таа песна станала популарна и не е било многу криво што затоа и после тоа кога дошол Митуш како кандидат, на прв поглед таа бидејќи физички имала представа таква на човек веќе малку повозрасен, со мустаки, црномањест, едноставно доста искусен, после ќе испадне дека и доста чесен, бидејќи тие се заинтересирале кој е, како е, човекот не бил од градов, не го знаеле, меѓутоа сепак луѓето во Охрид релативно мало место, се знаели од селата, кој се шо се, така да таа брзо се одлучила, плашејќи се дека е можно повторно уште некоја песма да излезе, бидејќи тоа време знаете како, ако некоја мома останела долго време немажена, ќе останела стара мома или немала да го створи сонот на секоја посебно убава девојка да се мажи за добра прилика во добра куќа. Нормално и во семејство кое има добри услови материјални да понатаму фамилијата се што се вика расте, односно се дојдат и дечиња и така натаму. Димитрий Атанасов Митуш бил син единец на Софронија и Анастас од Тушемиште. Овој млад човек далеку на север во Романија сонувал да се врати дома. Посакувал да се ожени и да сретне убава мома со црна коса и бело лице. Димитрий Атанасов Митуш потекнувал од селото Тушемиште, кое, за тие што не знаат, веднаш после Свети Наум, првото село, каде што имат навистина убави извори, многу ми навелат дека во стварност изворите од Тушемишта се убави и на рамниште на нашите светинаумски извори. Многу убаво село, меѓутоа, како што рекоме, во тоа време се живело многу сиромаше, татко му бил дрводелец, мајстор, работел човек од каде што ќе стигнел и во селото, и во градот, и во Охрид доаѓал, меѓутоа не бил многу богат, имателна куќа, трошна така и многу млад умира, останува Димитри без таткото, а мајката била потекло од Тушемишта, така да Димитрий Митуш бил помаган и од неговиот дедо и неговите вујковци во близина на Пишкупеја. Меѓутоа, едноставно утврдил дека мора некако да излези од таа сиромаштија. Детските години на сирачето Димитрий Атанасов Митуш поминуваат тешко, само под закрилата на неговата мајка. Во книгата и се прикажува моментот кога турците оаѓаат во селото за да земаат араш, дека мајката чувала некои мали пари колку да немаат проблеми со турците да го платит, бидејќи по список тие собирале данок од населението. А населението било сиромашно, бидејќи тој и без татко бил. Ако што веќе дошол на некоја возраст кај што требало и тој да се жени, тој едноставно донесол одлука дека ќе оди на печала прво да заработи пари, па после, макар што му било многу тешко да напуши мајка му да ја остави сама во селото и да оди во туѓина, каде што многу и не се враќале, едноставно болести, тешки работи, на печалба сепак тие завработувале, меѓутоа работеле тешки физички работи. И за еден празник Свети Наум, Свети Наум било, тој разбрал дека дошол срико му Никола од Трпеца и намерно отишле, како што оделе сите таму од Тушемиште, тој е стварно многу близу и тој е нивни манастир. Тогаш немало граница едноставно меѓу Албанија и Македонија, односно меѓу Свети Наум и како што имат сега Караули, гранични премини.
и отишле за Свети Наум тука и се виделе, се сретнале со Никола кој бил дојден од претходно, бидејќи разбрал Митуш дека дошол срико му Никола од Романија и дека е тука, дошол да се види фамилијата. Тој веќе и донесол одлука, меѓутоа со многу тешко срце кажал на мајка му дека има намера да оди на печалба и дека ќе треба таа сама да остане. И така да, после кратко време, тој Никола срико му кажал дека брзо ќе се подготви, дека има намера да замени за Романија. Така да, после недела-две, доаѓаат во Охрид, одат кај таа жената Цвета, комшивката од Бабачевци, пренуќува тука вечерта, затоа тој се сеќавал на куќата и така дошол во стварност тука да ја барат Цвета за да добиет информација каде купил куќа Никола, претходно вратен од Романија, подоцна, мислам, во приказата на книгата, да. Едно време земаат пајтон, одат за Битола, од Битола фаќаат автобус, одат во Романија, преставен е патот, преку Бугарија за Романија, нормално бил доста млад, уморен, одат таму во Романија. Димитрија Атанасов Митуш на 15 години заминува за Романија. Негова желба била да заработи пари за подобар живот за него и неговата мајка. Прво работи во каменоломот каде што работел стриком му Никола, многу тешка работа. Меѓутоа таму научил да прави коцки за поплачување на улици. Доста време тука работи и после се префрлат во некоја пилана заедно 20-та работат. Меѓутоа имал проблеми со костоболка, Никола едно време тој се решава да се врати назад. Димитри, сите зашедени пари што ги имал, ги праќат на мајка му, подароци нормално и го замолил да оди, бидејќи биле роднини, да се види да го однеси тоа во Тушемишта, да пренеси дека е добар со здравието и така да... Таму животот бил многу тежок, значи под кирија, под станови, едноставно во разни и временски услови, сепак печалбари гледале и да заштедат, не многу на живот, толку да донесат пари назад за да можат да се вратат. Кај Митуш цело време, значи, го влечела носталгијата, значи тој од почеток имал намера да се врати назад, прво многу сакал да ја затекне мајка му. За жал, тој се враќат во Тушемисе после 16 години. Кога се вратил, мајка му веќе не е затекнал жива. Имало некоја комшивка, таа Мара, која му раскажала. Отишол на гробот, запалена свеќа, го видел своето село Тушемиште и тргнал за Охрид да го барат Никола, кој веќе во меѓувреме пред неколку години бил дојден во Охрид. Меѓутоа таму во Тушемиште му кажале, односно во Трпејца, бидејќи тој во Трпејца живел, дека заминал за Охрид и дека во Охрид, како што тој му рекол, е многу посигурно, дека нема да имат опасност по неговата фамилија и затоа напуштил Трпејца и дека ќе најди сепак подобри услови за живот. По 20 години поминати на печалба, Димитрија Атанасов Митуш се враќа дома. На Сараиште случајно ја среќава девојката од своите соништа, убавата Русе. Тој веднаш пренесол на Цвета дека видел некоја девојка тука на мошето. Та се сетила дека е во стварност Русе, бидејќи ја опишал Митуш. Едноставно, многу брзо дошол и Цвета го однесла истиот ден кај Никола во куќата. Тој имал куќа во Влашкамала, седел. И таму во Влашкамала направиле муабет, тој кажал како не, јас ќе многу добро го знам татко и од, бидејќи тој бил од Трпејца, татко и Ангеле. И рекол, Ангеле е многу добар. Русе, да, Русе, речема, Русе е многу, демек многу си постар од нејзе. Значи, некаде Митуш бил постар 15 на години од Русе. И како што тој се брзал да се врати назад, макар што во тоа запознавање со Русе, тој изразил желба да купи куќа негде накале, бендисал тие денови шетал и сакал да купи куќа, меѓутоа таа сакала да замени со него во Романија.
во меѓувреме, значи, Митуш заминал од околината на Букуреш, заминал во Јаш. Таму во Јаш нашол во некое биро за патишта многу убава работа, кај што станал главен мајстор и почнал едноставно да ги поплочува таму улиците. Седнал, бидејќи не знаел нормално, не го знаел романскиот јазик, седнал кај некоја жена која после покасно ја крстили неговата керка Поликсена, седнал да го научи романскиот јазик. Храбрата и решителна Русе со Димитри заминува во за неа непознат и далек свет. Ја зема Русе, бидејќи таа настојувала, се плашила дека повторно ќе испеат во некоја нова песма, бидејќи знаете какво таа малограѓанщина Охридска, едноставно сакала и да избегат, веројатно и срамејќи се од песната која пееле за нејзе, дека таа не се одлучувала нити за еден, нити за друго, дека едноставно останала стара мома или немажена, а била убава девојка. Така да, после кратко време, тие тргнуваат за Романија. Ја зема таму, таа била негде од 19 годишна, значи тоа се случува 1898 година. Заминуваат таму, во Јаш живеат многу убаво, спечалиле доста пари, меѓутоа, во меѓувреме, разбрал дека во стварност се спремат тогаш балканските војни и тој се уплашил дека во стварност неговите деца, да кажам дека Поликсена негде се раѓа 1900 година, а Сандре Митуш, значи двајцата во Јаш, Сандре Митуш е роден во Јаш. Фамилијата го имаат и изводот на родени во оригинал тогаш, во 903 година се раѓа. И тие негде 1906 година решили да некој им кажал дека е најдобро да преминат во Софија, во Бугарија, депак сепак била Софија тогаш една држава која била во еден развој, ослободени од турците. И така да едноставно плашејќи се дека децата ќе го изгубат својот идентитет, дека едноставно таму ќе се во таа маса друга јазична, требало децата веќе 906 година веќе Поликсена, керката, првото дете Поликсена, крстена по газдарицата која го научила романски, требало веќе да почне да оди на школа, а Сандра веќе наполнали 3 години, така да одлучиле да трнат за Софија, сметајќи дека од Софија ќе се поблизу до Охрид, а тој цело време бил со намера да се врати назад во Охрид и да едноставно својот живот го заврши тука и да ги донеси децата. Меѓутоа, таа животна трагедија ќе се види со тие наши премрежија војни. Русе и Димитри имаат убав и спокоен живот во Јаш. Таму им се раѓаат керката и синот, Поликсена и Александар. Подоцна во Софија го добиваат и синот Ѓорги. Giorge šeta džanam po езеро džanam со кајчето. Со неговата керка која веќе одела во гимназија се заљубила во некој младич од малу постар од нејзе, Никола од Софија. И случајно Митуш кога отишол да го земи помалиот син од наш кола Ѓорги, јас догледал со некој постар од нејзе младич и така да покасно се запознале, дошол тој дома, кажале дека и таа дека го сакат него, керката Поликсена. Меѓутоа донесле одлука дека ќе се вратат сите во Охрид, а ако тој ако е сакат последна година да дојде да се видат, да дојде во Охрид. Се враќаат сите во Охрид, доаѓаат Влашка Мала, го наоѓаат во меѓувреме стрикото Никола починал, меѓутоа со брачедите тука некое време престојуваат. И некое време живеат во Охрид,
купуваат под кирија, седат, парите се трошат, војната одела, течела сиромаштија, воени услови, едноставно тие пари што ги имале почнале прилично да ги трошат, бидејќи фамилијата била доста голема, само за исхрана. Некако после тоа почнува тој да купил некоја нива со тие пари што им почнал да сади зеленчук, да се занимава со нешто за да може некако да имате и нови средства, бидејќи тие старите секојдневно се трошеле и така да. После тоа се разболува Русе. Едноставно таа прва починува, не можел да. Знаете, тогаш немало ни толку, медицината не било на некој ниво. Водени од носталгијата кон родниот крај пред Првата светска војна се враќаат во Охрид. Постариот син Сандре почнува веќе да работи, да печали, меѓутоа и самиот Митуш се разболува и како што имал желба, меѓутоа од другата страна на езерото, не во Тушемише, бидејќи таму немало веќе ништо, таму едноставно мајка му, гробот од татко му и мајка му, починува тука на Калето Охридско, едноставно му се исполнила желбата да сепак се врати на своето родно огниште. Тука ја донесол и Русе и своето поколение. Од трите деца на Русе и Димитри Атанасови Митуш, во Охрид останал да живее само нивниот син Александар. Неговите потомци и денес живеат во Охрид. Поликсена со семејството живеела во Софија, а најмалиот Ѓорѓи заминува да живее во Белград. Оваа животна сторија за Русе и Димитри е зачувана благодарение на сеќавањата на нивниот син Александар, запишани од неговата снаа Божана Атанасова Митуш, сопруга на неговиот син Димитар.
četa majka